бројот на пресуди во случаи на организиран криминал останува низок. Борбата против корупцијата на локално ниво мора да се унапреди, особено во ранливиот сектор на јавните набавки. Потребни се значителни напори не само за имплементација и зајакнување на правната рамка за борба против корупцијата, туку и за да се помогнат овие реформи со соодветни ресурси. Капацитетот на постојните институции во делот на превенција од корупцијата потребно е да биде подобрен и потребно е тие да заземат проактивен пристап. Системот за проверка на конфликт на интереси и имотната состојба не е ефективен. Ова не е извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија и иако наликува на еден извештај на нешто што сме го чули и ни изгледа логично поврзано, станува збор за кус извадок од 3 различни извештаи за 3 земји од регионов кои се во различна фаза од исполнувањето на нивните аспирации за членство во Европската Унија. Првите 2 забелешки се извадок од последниот извештај за Република Хрватска, која сега е членка на клубот, додека следните се однесуваат на Србија и Црна Гора и тие се изнесени во извештаите публикувани пред неколку дена. Доколку се одвои малку време, слични забелешки од релевантни меѓународни институции во однос на борбата против корупцијата може да се најдат не само за земјите од регионов, туку и за далеку поразвиените земји, што доволно говори дека нема земја која што е имуна на овој проблем. Конкретно, забелешките изнесени во извештајот за прогресот на Македонија велат дека е поставена правната институционалната рамка, а дека земјата стабилно го гради досието на истраги, обвиненија и пресуди. Сепак, потребно е поефективно користење на мерките и политиките научени во минатото, а како и секаде во регионот, корупцијата останува присутна во многу области и продолжува да представува сериозен проблем. Токму затоа борбата против корупцијата и организираниот криминал беа и останаа еден од основните приоритети на сегашното раководство на Министерството за внатрешни работи. Политиката на нулта толеранција кон корупцијата и криминалот се уште се на врвот од програмата по која што постапуваме. Само во изминативе 2 недели јавноста беше сведок на процесуирање на коруптивни кривични дела против суди, доктори и полициски службеници. Изминатиот месец беше потврдена и пресудата со која на казна затвор беше осуден поранешен премиер, а десетици други случаи во моментов се во тек. Овие случаи, колку што се потврда дека корупцијата постои, уште повеќе се потврда дека крајно неселективно и бескомпромисно ќе се санкционира секое несовесно и незаконско работење. Од 2007 заклучно со 2013 година Министерството откри, документираше и процесуираше 499 случаи на финансов криминал и коруптивни кривични дела, односно во просек по 6 случаи месечно. Предпоставената штета во сите овие случаи се проценува на над 311 милиони евра. Во сите овие случаи осомничени се 1470 лица, почнувајќи од ниско рангирани службеници на патарините или во царината, преку раководители и директори, па се до градоначалници, министри и други функционери, вклучувајќи и поранешен премиер. Факт е дека на почетокот имаше огромен отпор при процесуирањето на случаите. Впечаток беше дека поранешниот систем ја имаше прифатено корупцијата како нужно зло и не беше навикнат на отворено и неселективно барање на одговорност. Јавноста памети дека за голем број случаи имаше реакции, па дури и протести од опозицијата. Ние знаевме дека репресивното постапување и кривичниот прогон е и најдобра превенција, но не ги занемаривме во меѓувреме и превентивните мерки. Од септември 2007 во рамки на кампањата Македонија без корупција, МВР ја отвори линијата 199, на која граѓаните 24 часа имаат можност и анонимно да пријавуваат случаи во кои се сомневаат на корупција или пак на злоупотреби. Изминативе 7 години на овој начин беа пријавени 4012 случаи и по сите нив Министерството за внатрешни работи постапуваше, обидувајќи се да провери и таму каде што беше потребно да обезбеди соодветни докази за натамошно процесуирање. Една од основните предпоставки за успех во борба против корупцијата е искоренување на корупцијата најпрвин во сопствените редови. Од тие причини секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди
неколку години наназад изготвува и годишна антикорупцијска програма. Во неа се опфатени контролни механизми, мерки и активности со кои ќе се стесни просторот на коруптивно однесување на вработените во Министерството, како и откривање и соодветно санкционирање на секој конкретен случај. Овој систем на мерки и активности значи селекција на кандидатите при вработување согласно пропишаните стандарди, јакнење на интегритетот на вработените, континуирана и специјализирана обука, отчетност и транспарентност, унифицирани процедури за работа, професионално постапување и доследно почитување на кодексот на полициската етика, поттикнување на граѓаните да пријавуваат корупција во Министерството за внатрешни работи и во полицијата, спроведување доследно на системот на кариера, зајакнување на меѓуинституционалната соработка и унапредување на меѓународната соработка во делот на борбата против корупцијата.